Доста страдаа граѓаните и честните луѓе, додека криминалци и насилници од власта и нивни соработници се на слобода. Ниеден судија повеќе нема да си дозволи да осудува невини луѓе. Ниеден судија нема да смее да помисли да монтира судски процеси. Ни во сон, ниеден судија нема да помисли да работи за криминалци. Криминалците ќе бидат каде што им е местото, пред лицето на правдата. Лицето на правдата ќе биде целосно нов, самостоен, независен, совесен, одговорен судски систем. Доаѓа време кога секој ќе биде еднаков пред закон. Секој заслужува правда. И ве уверувам, ќе има контрола над власта и ќе има правда за сите во Македонија. Ќе има живот за сите во Република Македонија. Слаки, кравче мое, млекодавно. Сега ќе ти раскажам една многу убава приказна за добра ноќ. Или кошмарна ноќ, сега зависи како ќе ја сватиш. Види бе, Слаки, кошмарите се сега нормални, секаква слично со вистинските кошмари е сосема случајна, Слаки. Еве приказната, начули ги ушите, напрчи ги роговите. Си беше, Слаки, еднаш една мала земја, која ја вика Република Северна Волкоебина. Прво беше нормална земја, па и направија војна, па после тоа дојде режим, па хибриден режим, па сега е џамити, нели, демократија со недостатоци. Знаеш како ти е таа демократија? Мека неолиберална диктатура. Шиемуга ѓура, што викаат овие комшиите од север Србија. Сакаа да кажат со тоа дека земјава е со фалинки, што би рекле, нели, старите. Во таа измислена држава Северна Волкоебина, Слаки моја, имало многу фалинки. Фалинки во глата, фалинки у мозокот. Народот имал фалинки у џебот, преполна била со фалинки. Но оваа измислена држава, Слаки, била многу горда на своето судство. Имала такво судство, што представувала пример во светски размер. Значи, толку убаво, праведно судство имала таа северната, што просто правдата свршвала да биде задоволена во таа северната. Не ќела во ниједна друга, нели, држава да биде задоволена, само во северната сакала да се задоволена. Ево, таа држава, Слаки, имало крадачи, криминалци, кои не лежеле затвор. Боже пази, никако бе. Во таа држава, Слаки, се одело во затвор само за украдени 100 кебапи, 10 тегли аева, нели, погрешка, нели, ако те намести судија или адвокат. Или може да те намести обвинител, не е проблем. Ама најдобра варијанта е бум-бум, трас-трас, нели, да те наместат, нели, бум-бум, трас-трас, да те наместат за премиер, обвинител, судија, адвокат, нели. Оти во таа измислена држава од нашава приказна, замислете, шефот на специјалното обвинителство бил во затвор. Бил во затвор, Слаки! Слаки бе, абе у затвор бил бе. У затвор бил, а после у специјално обвинителство, мислам обвинител. Ти фаќат српката, како може да бе. И во неа постоел така наречен зелен имунитет. Ти си по ова зеленово знаеш она, нели, тоа. Знаеш тоа, како иде со зелена предичка. Например, како бил тој зелен имунитет, Слаки? Законодавството на таа земја не опфаќало членови на зелениот клуб на екологисти на таа Северна Волкоебина. И тоа е направено по урнек на американските војници кои не одговараат за сторен криминал во земјите домаќини, туку ги опфаќа само домашното право. Нели за зелениве, овие у таа државата најверојатно е надлежно Министерството за правда на Мадагаскар. Не на таа северната, Мадагаскар, на Сенегал, на Чад. Таму е све зелено у ПМ, мислам.
Ова измислена земја Слаки имала и уставен суд, и уставни суди имала, ама они биле ненадлежни за се што се случува. Надлежни, Слаки, да ти биле само за предметите на сјуприм лидерот. За примање на плата и за дрвење на седници со глупости. Може да се каже дека во оваа панафриканска земја немала уставни суди, туку усрани суди. Суди кои биле толку усрани и затоа се прогласиле за ненадлежни. Надлежни биле само за потрошувачка на тоалетна хартија, за друго не биле надлежни. И кога во собранието на таа волкоебина бил избран некој си Таљо за председател на собрание, со дигање нели на две раце, во општ хаос, нели со подпис на необластен пратеник Мрсимудовски, со десетици прекршувања на деловниот и уставот, усраниот суд на оваа волкоебина земја се изјаснил дека тоа нема карактер на пропис и не може да биде предмет на уставна оцена. Инаку, кај нив уставни оценки, да ти кажам, се давале само на кучиња на изложба, но не на нелегален избор на председател на парламентот. Не, тоа е никако. Битно е како на шарко му стои опашката, а ако е свитка на меѓу нозе, усраниот суд дава оценка 5, цаци Б, шампион на Северна волкоебина. Така е кога судот суди нели без педигре. А ова иницијатива е безпредметна, рекле од усраниот суд на ова измислена држава од нашата приказна. Па да, само платата и привилегиите се предметни, а да се дискутира за некој од зелената елита кој е узурпирал демократијата, тоа не пали, не е дозволено тоа. Во оваа држава се отидено во 300 мајчини. И обичен, и апелационен, и уставен, и фудбалски суди, и суди за кучиња, и судот на судбината, се е испревртено, дури страшниот суд не функционира кај нас, оти да функционираше ке беше овде рај бе, Швајцарија ке беше, да функционираше страшниот суд, ама и тој и тука не работи. Се е испревртено, се наопаку, се погрешно, нема допир со правдата. Абе, кој видел лајер од правда, бе, Слаки, бе? Правда има само во приказните, ама не и во оваа наша приказна, Слаки. Најголема среќа за сите нас е што ова е само приказна. И земјата е од бајките. И судот е од бајките, Слаки. Само срањата останаа наши. Роди ме мајко извршител, па фрли ме во Македонија северна. Север да ви дува низ ушите и да настинете у мозокот од промајата. Навистина, што професија е тоа извршител? Обвинител не е. Ама има решенија кои обвинуваат и цитира закони. Судија не е. Ама суди толку и толку ќе платиш, нема назад, неговата е последна. МВР не е, ама има сознанија како си се задолжил нормално без твоите аргументи. Нотар не е, ама документите му се цементирани, важат повеќе од уставот. Банка не е, ама блокира кога сака, каде сака и како сака, без разлика дали е веродостојно или не, или не те ни известува, бе, само оп, одиш со картицата у маркет и таа касиерката со зелени очиња низ трепки ти вели: Господине, картицата не ви помина, имате уште една. Немам, goodbye, господине. Да ви помине восниз мало, ама да излезе од шини, господе извршители. Да не ме разберете погрешно, никој не ви ги спори и никој не ги спори долговите. Долговите се наши, независно што за 90% од нашите долгови се криви политичарите, нивните лаги и корупција, кои до таа мерка не осиромашија и ги потрошија нашите пари. Горнисаа здравството и стопанството, па парите наменети за сметки моравме да ги пренасочиме на тоа да се храниме и да платиме приватно здравство. И така голем дел од народот, кој не живе од тендери и кражба на државни пари, се задолжи, не можеше да ги врати долговите заради тоа што секоја тура политичари беше полоша од таа претходната и земјата потона на дното. Море го проби и тоа дно и отиде на тоа дно под тоа дно, а долговите останаа кај извршителите. Тие божествени суштества, тие суштества од рајот симнати на земјата, да не спасат од нашата сиромаштија, тоест да ни ги доземат и тие малце пари што ни останале. А може би и ќе ги вратевме, да не им нафукаа нереални трошоци, камати,
казнени камати, услуги за баба му на адвокатот, тетка му на нотар од ланскиот снег и хартијата за принтер и мораме да плаќаме суми неколку пати поголеми од долгот. Па тоа не може да го плати ни Рашко од мекиците, а не обичниот народ со сувиот леп. И така ја заглавија цела држава и стопанство, а тие се водат како најпрофитабилни фирми во Македонија, нешто како вие кладилнициве, казинава и продавнициве за пари. Ништо не произведуваат, само јад, чемер и понекогаш и она најстрашното. Ама замислете, име извршител кој минатата година заработил 200.000 евра. 200.000 евра пријавил заработка. Па бело да продавал, немало толку да искашира, бе. Па у своите најдобри денови Ескобар толку не кеширал, нели, у една година. И што да правиме? Власта нема да ги регулира. Власта е таква, само бендисана, злобна и нема допир со човечката мака. Таа оди од премисата дека во Македонија 80% од сопствениците на недвижностите се во сопственост на обичните граѓани и дека голем дел од граѓаните има по некој денар под перница за не дај Боже за здравствени проблеми за операција, а ако децава избегаат од власта во странство, нели, да им помогнат некако да се најде некој денар. И така власта на извршителите им вели: одземај, конфискувај, осиромашувај, ограбувај, ебавај, ставај на добош. Се во американски стил да се намали собственоста на граѓаните и недвижностите и сите тие да преидат во рацете на банките. За потоа тие истите политичари на наместени лицитации да ги купуваат за без пари. Затоа што банките им се слуги, а затоа добиваат буквално моќ во Македонија да работат по лихварски правила. Сте чуле бе некоја банка да пропаднала во Македонија? Добре, има две, ама тие се политички чеда, за да им се земе, нели, мандрата Македонска банка, Евростандард. Таму освен оштетените на чаушите не им фали влакно од главата и ден денес е на позиции. Тоа е таа спрега извршители власт банки која ќе ве остави без тешко стекнатиот стан, имоти, пари за фиктивно напумпани камати кои се исфилувани со катастрофални законски решенија. Се до оној момент кога сите недвижни не бидат во рацете на олигарсите, а вие бидете нивни измеќари и живеете под кирија во становите кои некојаш биле ваши. Смрди страшно. Кој ќе преживее, ќе раскажува. Ковидот е мачки на кашлица за ова што се случува. Трансфер на македонското богатство од народот во рацете на 3% богати политичари и олигарси. Стратегија на самоуништување. Етноцид со примеси на геноцид, затоа што за секој долг има многу срцеви удари, мозочни удари, канцери, психијатрија, смрт, има и тоа секој ден, многу повеќе од црната хроника, ама никој за тоа не зборува, барем досега. Драги мои, единствената добра работа во глобализацијава е што моево шоу во моментот го гледа некој македонец во Австралија, додека ја коси тревата. Некој македонец во Аљаска со летни патиги, некоја македонка во Финска додека седи во сауна и се препотуе онака под мишки, нали, што ме гледа мене, се препотуе. Ова солен салеп, како беше тоа, не е бит. Ова, потоа може да ме гледаат и македонците у Швицарска, македонците у Шикаго, потоа овие кои избеганиве од законот во Бразил и Аргентина, а пред некое време ми пише и првиот македонец на Антарктикот во научната експедиција на Руската Федерација и на Кина. Не се секирајте, не е нашиот научник, боже, пази да беше научник, немаше ни да го спомнам, бе. Абе, ние не поднесуваме органски научници, бе. Научник, имаме достоинство како народ, бе, научници се нижа раса, бе. Не се, овој, не се секирајте, нашиот не е научник, значи со купена диплома, само до кувар на логорот нели стигнал, го викнале граф да прави со љута кобасица, тоа, тука може да се покажал, не се, гледам ја така пред некој ден утакмици на фудбалски репрезентации и ми падна нешто за око.
Го гледам оној Демек нашиот Кулушевски како гордо застанал и ја пее химната на Шведска. И тоа на шведски бе, Кулушевски македонец ја пее химнава на шведски. Кулушевски се презива. И на шведски ја пее се дере ко Павароти, вака тука му се напнале жиливе бе. Потоа го гледам оној турчинон Гундоган, како со кејф ја пее химната на Германија бе. Гундоган се вика. Од турки и пее тамо. Deutschland, Deutschland, über alles. Турчинот ја пее, па оној Хрватон Пулишич, како се вика, со цело срце ја пее американската химна. Па тој Мбапе, од А до Ш ја пее таа француската Марселјеза. Јана Жозефина, солен сале по ова. Целата приказна од Марселјезата, крв до колена, бе, ова, она, солен сале, плета, фуче. Ама Мбапе ја пее, бе, до крај, бе. Иако татко му е од Камерун, мајка му алжирка. И така стотици играчи со чисто и честно срце и душа си ги пеат химните на своите репрезентации. И од надпревар на надпревар стигнав до нашата македонска фудбалска репрезентација и пеењето химна. Тука имаш изненадување. Таму ги гледаш на химната, пола пеат, пола не ја пеат. Додуша од овие пола што не ја пеат, 2-3 лика прв пат ги гледам. А како станале репрезентативци, веројатно само селекторот и председателот на ФФМ знаат, веројатно се донесени по балансирот или по некој ранковер и дури сега почнуваат нели работа со топка, оние први чекори, жонглирање, подавање, вама тамо. А за сега е сигурно дека имаат по 2 леви нозе и не им работи компасот. Другото ќе оштелуваат додека примаме голови. Ало бре, фудбалски репрезентативци. Кога селекторот ве повикува во репрезентацијата, тој не го прави тоа затоа што сте на мајка убави или дека сте големи фудбалери джанам, туку со понуда да ја представувате својата земја, да бидете нејзини репрезенти, нејзиниот најдобар дел во тој спорт, кремот од тој спорт. Со самото прифаќање влегувате во клубот на славните, каде имате 100 бенефиции и шанси да се продадете подобро во светот и да го решите своето животно прашање, да остварите големи кариери ако ве бива. Да си репрезентативец на една земја, значи дека си во одбрано друштво на 10.000 фудбалери од сите земји на светот во моментот. Од 9 милиарди луѓе ти си представник на својата држава. И ти како репрезентативец излегуваш на фудбалскиот терен и наместо да отпееш химната гордо, како некоја стара баба даваш тука некои политички аргументи зашто не ја пееш химната. Као и да не си фудбалер, ни сам не ги разбираш. Тие аргументи што ги кажуваш, ама така ти кажале дека химната не ги одржувала и твоите права, нели, твојот етнос. Ало бе, химната на една земја настанува во одредена историска ситуација и може да нема врска во текстот со правата и обврските на сегашните или идните заедници, нивниот број или име и други глупости наметнати од апашките политички гарнитури. Многу од химните дури не се ни напишани од луѓе припадници на таа нација. На пример, музиката на албанската химна, химна на знамето е извадена од романска патриотска песна. На нашето знаме пишува Унија. Така се вика песната, компонирана од романецот Ципријан Порумбеску. Текстот е многу сличен до оригиналниот романски текст на авторот. Тоа значи дека химните се создадени за државите, а доколку и служиш на државата и на незината репрезентација, ќе ја пееш незината химна. Просто е како граф. И тоа сите спортисти во светот го знаат. Ако не пееше, не лапај само бенефиции, туку не доаѓај. Не доаѓај. Кого нема и без него се може. Не ти се пее химната у реду, ама не доаѓај, не ни играј за репрезентација. Многу е просто. Зашто доаѓаш тогаш да ја представуваш земјата за која играш, а не кеш химната да ја пееш? Бидејќи не постои играч од македонската репрезентација која зема топката во својот 16-сетник, дрибла 11 играчи и дава гол, па затоа има попуст да не ја пее химната, дека игра тако фудбал. Секој е заменлив бе. И да си најголемат звезда, ако не си представник на својата земја, оди играј за друга земја бе, тоа е твој избор. Никој не ти брани. Не може народот да те сака, да те воспева, да се продадеш за милионска сума, а да не знаеш јазик и да не ја пееш химната. Че тука се криви у фудбалската федерација бе.
Треба да ги казнуваат додека не сите тие што не ја пеат химната, националната химна пред спортски настан. Тоа филозофиите на Касами и останатите, нели, влошки за кондури не ви се изговор, затоа што вие како спортисти секогаш вредите 100 пати повеќе од политичарите. И тој што ќе ви замери дека ја пеете химната всушност ви е љубоморен, би дал се да е на ваше место, да излезе на Вембли со своите 11 колеги од репрезентацијата и пред 80.000 или 100.000 гледачи да се свири неговата химна и тој да ја пее. Затоа не глумете лудило дека сте големи албанци ако не ја пеете македонската химна. Репрезентацијата и државата се светост. Спортистите остануваат пишани со златни букви ако се коректни и воспитани. Политичарите е познато дека се говна. Народот плаќа карти и доаѓа на стадион да ве бодри и искрено ве сака. Политичарите со гратиси доаѓаат да се сликаат за да можат утре да го излажат истиот тој народ. Се сликале со вас, нели, поени политички пиар вама таму. Вие како спортисти сте со народот, затоа не ги слушајте, сите се бориме за една држава, се вика Македонија, кога ќе ни биде се надевам подобро, без овие, нели, апашки политички гарнитури. Толку треба да се знае.